Добар ден, мои македонци. Денеска пак сум со вас и би сакал да разговараме за Македонската царска палата во главниот град на Македонија, Пела. Градот Пела го изградија пелагонците и си го изградија својот капитален град, кој го нарекоа Пела по нив. Во овој град се наоѓаше царската македонска палата. Во таа царска македонска палата живееше царот Филип II, кој неговиот син, кој се роди во царската палата, царот Александар Македонски. Во оваа царска палата се наоѓа сите научни академии во тогашно време кој ги поседуваше Македонија. Значи, за да ја разбереме Македонија, македонскиот народ, во тоа време треба да ни е познато дека Филип II, кога дошол на власт, тој имал намера да ги обедини сите 12 македонски племиња и на крајот му успеало да ги обедини сите 12 македонски племиња и во Македонската царска палата, кај што се наоѓала војната академија, ги школувал 40.000 фалангисти македонски, кои секојдневно тука морале да тренираат, да вежбаат, да се учат. Значи, тој ги описменувал тамо, учеле школу, како се прават патишта, како се прават куќи. Затоа Александар Македонски со македонската фаланга која тргнала пат изградил 16 града со името Александрија и изградил над 70 други градови на целата територија од Пела па се до Индија. За ваква една македонска фаланга било потребно да се школува во Македонската царска палата, каде што се наоѓале сите овие академии, така да тука произлегле многу способни војници, борци, 12 генерали, првите во светот, ги произлегле од Македонската царска палата во Пела, кои тргнале заедно со Александар, и Александар Македонски, македонскиот цар, како генералисимо. Првиот генералисимо на светот е Александар Македонски. Значи, генерал над генералите. Така да, оваа фаланга била не само позната за да води војни, таа на тој пат, кога тргнала од Пела до Индија, градела мостови, патишта, цели градови, била многу научно, собирала разни трефки. Значи, во времето на Александар, на царот Александар Македонски, кога тргнале од Пела па се до Индија, све што нашле, значи од растенија, биле запишани и тогаш е составена првата ботаника, кои имењето тогаш и денеска во денешната ботаника се истите имења. Значи, со исти називи кога тогаш македонците ги поставуваа. Значи, во оваа Македонска царска палата се наоѓала и се учело математика, се учела архитектура, значи, како се прават, за да се направи нешто треба да се знае и да се израчува. Значи, математиката постоела и архитектурата. Воедно тие војната академија ги обучувала фалангистите во разни вештини на борба. Фалангистите биле од специјална комисија одбрани, тие биле високи по 1,80 м, тешки 80 кила, многу требале да бидат брзи, вешти, така да од нив произлегува фантастични борци.
Уедно имало и академија за медицина, каде се школувале многу млади македонци кои ја завршиле таа академија, подоцна се познати лекари кои ги лечеле војниците од разни повреди, кои вршиле операции над нив и така натаму. Воедно во Македонската царска палата се изучувале занати како ковачи, златари, грнчари. Сето ова покажува дека Македонија била многу развиена царска фамилија, од каде што македонците знаеле за многу работи. Така да Филип II, после победата на Олимписките игри, ја испечати и првата златна пара. Во тоа време Филип поседувал многу големи рудници на злато во Македонија, еден од најголемите златни рудници на светот во тоа време и сега денеска се наоѓа на Халкидики. Записи сум читал во книги, каде тамо, кај што бил рудникот на злато, на површина имало огромни карпи, златни карпи, значи со тона тешки. Значи, невидено огромно богатство поседувале македонците во тоа време. Значи, тие знаеле за челикот, знаеле за златото, знаеле за се и се што. Значи, немало што во Македонија, во Македонската царска палата не се учи. Тоа целото нивно научно сознание кој тие го имале, подосна Александар Македонски, кој заминал од Пела и почнал да ги гради своите градови Александриите, во Александрија, во главниот град на Македонија во тогашно време, ги гради најголемите научни академии, каде што се наоѓа најголемата библиотека на светот со 700.000 ролни од папирус, во кој било се и се што запишано на тогашниот свет. Значи, македонците биле писмени од кога постои светов. Значи, најстаро писмо до сега кој е најдено од Бранко Сотировски е 400.000 години пред нашата ера. Ние во Македонија имаме тројца врвни луѓе кои се занимаваат со античката лингвистика, кои ги проучуваат и од неолитот, значи и паолитот. Тие имаат дешифрирано многу стари писма. Значи Васил Илјов, Маргарита Иванова Китан и Бранко Сотировски. Тоа се тројца врвни македонци кои денеска можеме со нив да се пофалиме, кои открие многу важни работи околу писменоста на македонците. Значи Македонија со својата царска академија во Бела, а подосна во Александрија, тоа е врвот на светската наука во тие времења. Денеска тоа би сакал да разговарам поради краткото време и ви благодарам што ме слушате. Се надевам на идниот пат пак ќе се чуеме и ќе правиме други разговори. Ви благодарам многу и ви посакуваме убав прекрасен ден.